Почитувани граѓани, веќе неколку дена во Собраниево се расправа за извештајот на Европската комисија за состојбите во Република Македонија во 2015 година. За жал, годинешниот извештај на Европската комисија е всушност извештај за назадување, а не за напредок на нашата земја. Ова не е никакво изненадување, ако се има во предвид дека бројот на подрачјата за кои што постојат сериозни забелешки во текот на изминативе години во континуитет се зголемуваше, при што забелешките стануваа се посериозни и посериозни. Ако може да се прикаже развојот на настаните, тоа би било лошо, полошо, а годинешниот извештај би било ужасно. Се плашам да речам најлошо, бидејќи секогаш кога ќе помислите дека владата на ВМРО ДПМН и ДУИ не донела до дното, таа веднаш не демантира и покажува дека можат да направат да биде уште полошо. Ја донесоа земјата до амбис и ја турнаа во слободен пат, кој конечно ќе запре на 24 април следната година. Извештајот на Европската Унија е извештај на еден партнер на Република Македонија, чии што вредности нашата земја декларативно ги дели. Токму затоа и ние се подложуваме на контрола и оценка од страна на Европската комисија со цел и тие и ние да видиме во каква состојба е Република Македонија. Оттаму објективноста на извештајот воопшто не треба да се става под знак прашалник. За жал, откако ги добивме негативните оценки, одредени експоненти на владеачката номенклатура ни пратија порака дека сме биле жртви на ЕУ агресија. Практично, кога на оценетиот нема да му се допаднат оценките, веднаш му е виновен оценувачот, кој наводно не бил објективен. Ке подсетам дека Република Македонија во 2009 година доби позитивен извештај токму од истата таа Европска комисија. Очигледно е дека кога работите се движат во позитивна насока, добрите оценки не изостануваат, но исто така, кога владата развива други, поинакви, тоталитарни матрици, нема да биде поштедена од критики. Затоа, овој извештај е моментот на вистината, моментот кога се потврди она што сите го слушнавме во проектот Вистината за Македонија. Проектот Вистината за Македонија, или популарно наречен Бомбите на Заев, всушност ја открија вистинската слика за власта. За власта, извештајов е како сликата на Дориан Греј. Многу сличности има меѓу власта и Дориан Греј. Се сеќавате дека станува збор за човек кој што си ја продава душата во замена за вечна младост, како што многумина од власта си ја продадоа душата за подолготрајна власт. Дориан Греј останува млад, но втурнат е во развратни постапки, исто како што и многумина од власта во изминативе 9 години беа вовлечени во серија одвратни, развратни постапки на криминал, корупција, убиства, прогон, садизам и секако вид на изживување врз оние што мислат поинаку. И тоа е нотирано во извештајот. Но доаѓа денот кога ќе се соочите со себе и со светот. Дориан Греј во својот портрет ја виде грдотијата на својата душа. Македонија во проектот Вистината на Македонија ја виде грдотијата на власта, а овој извештај е одраз на таа грдотија. Бомбите на Заев и извештајот на Европската комисија се всушност сликата на Дориан Греј, сликата на оваа власт која ја открија грдата вистина за каква власт станува збор во Република Македонија. Почитувани граѓани, за жал, извештајот што го добивме е реален. А реалноста боли кога ќе се споредиме со другите земји од регионот. Многу е разочарувачки кога ќе се осврнете на останатите земји кандидати и кога ќе видите дека во нивните извештаи има мноштво позитивни оценки
и е констатиран сериозен напредок. Спротивно на тоа, кај Република Македонија е констатирана голема политичка криза, најголема по онаа од 2001 година, и веднаш по тоа констатиран е изворот на таквата голема политичка криза, цитирам, незаконито прислушување во кое се вклучени високи владини функционери, а што укажува на повреди на основните човекови права, мешање во независноста на судството, медиумските слободи, изборите и корупција. Колку за споредба, извештајот на Србија зборува дека се направени значителни чекори напред, а за Црна Гора е наведено дека постигнала напредок во преговорите, пред се во областа на владење на правото. Практично, ако го споредите нашето свидетелство со свидетелството на другите земји во регионот, ќе видите дека владата на Република Македонија има добиено најслаби оценки во регионот и со многу напори и ургенции е вратена на поправен испит наместо да повторува. За судството чиста единица. За слобода на изразување чиста единица. За борба против корупција најниска оценка во регионот. Најслаба оценка и во борбата против организираниот криминал. Власта е на поправен испит и од неа се бара, цитирам, да демонстрира реална политичка волја, да се обезбеди целосна независност на судскиот систем и да се обезбеди целосна поддршка за специјалното обвинителство да ги разгледа создавањето и содржината на прислушуваните материјали. Друга критична точка во извештајот е неподготвеноста да се испитаат сериозни обвинувања против високи јавни функционери. Очигледно е дека во Македонија постојат заштитени мечки кои што закон не ги фаќа и може да прават што сакаат без да одговараат, и затоа поразително е за една држава кога треба да се превземаат специјални мерки, да се воведуваат специјални институции, затоа што постојните не функционираат. Поразително е кога некој од страна ќе оцени дека побрзо ќе дојдете до резултати ако воведете нова институција, одошто да ја реформирате постојната, која е под целосна контрола на оние кои треба да бидат гонети од неа, односно да ја бидат први муштерии кои што ќе седнат на обвинителната клупа. Трета критична точка е слободата на изразувањето и медиумите, каде е јасно наведено дека одредени медиуми биле под директен и индиректен притисок на владата. Почитувани граѓани, кога дискутираме по извештајот, треба да се осврнеме барем на две прашања. Кој е виновен за ваквата состојба и што треба да се направи за да се поправат оценките? Значи, секоја дискусија по извештајот треба да почне од утврдување на одговорните за големата политичка криза, а тие се јасно наведени во извештајот уште на првата страница. Цитирам, високи владини функционери. Мора да ни биде јасно дека лошата состојба е резултат на постапките на премиерот и на министрите во владата под негови директни контроли. Ако е ова диагнозата, која што се чита од првата страница на извештајот, тогаш јасно е кој е лекот. Мора да се отстрани причината за болеста. Ова собрание ја има моќта да ја отстрани причината за болеста. Прашање е дали владеачкото мнозинство има волја тоа да го стори. Мора да ни биде јасно дека поради лошата состојба на работите, препораката на Европската комисија на Република Македонија е одземена. Утешителна вест е она што ни е дадена можност за поправен испит преку целосно спроведување на договореното во Пржино. Се изнаслушавме изминатите месеци како спроведувањето на договорот од Пржино одстапувал од нормално функционирање на една суверена држава, дека се загрозувал суверенитетот и независноста на државата. Но сите душегризници забораваат дека состојбата во Македонија е далеку од нормална. За ненормални состојби требаат вонредни мерки. Всушност, не заборавајте дека со договорот од Пржино Македонија влегала во транзиционен период
И затоа ова собрание во наредниот период треба да биде целосно посветено на спроведување на договорот од Пржино и да врши притисок врз владата да ги отстрани кочниците во тоа спроведување на договорот. Благодарам.